Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, драги браќа и сестри, во денешното евангелско четиво прочитано на Светата Божествена литургија, го слушнавме разговорот на еден богат млад човек со Господа Исуса Христа. Овој настан се случува на последното одење на Господа Исуса Христа кон Ерусалим, пред неговото страдање. Христос на тој пат ги благословува децата и ги положува своите безгрешни раце врз нивните глави. На народот кој го следел му вели: вистина, вистина ви велам, ако не се покаете и не бидете како деца, нема да влезете во Царството Небесно. Во тој момент еден младич го запрашува Господа Исуса Христа што треба да направи за да спечели вечен живот. Спасителот му одговара дека треба да ги држи Божите заповеди и да живее според нив. Овој млад човек одговорил дека сето тоа од младини го запазувал, но што е уште потребно. Имајќи во предвид дека израелскиот народ, живејќи формален живот на исполнување на закони и прописи, како што ги нарекува Евангелието, фарисеи и садукеи, кои се презентирале пред народот како исполнувачи на законот Мојсеев, но само формално, без да ја исполнат самата суштина. Така и овој младич, како некој фарисеј постел, одел во синагогата, давал десеток и други прописи исполнувал, но сепак чувствувал дека сето тоа не е доволно за да се здобие со вечен живот. Од таа причина дополнително го запрашува Христа што уште е потребно да се направи. Христос му одговара: ако сакаш да бидеш совршен, оди, продај го имотот свој, раздели го на сиромаси и ќе имаш сокровиште на небото, па дојди и врви по мене. Иако овој човек искажал желба за спасение на својата душа, му паднало жал да се одвои од своето богатство и го напуштил Христа. Христос ќе каже: вистина, вистина ви велам, богат мачно ќе влезе во Царството Небесно. И уште ви велам, полесно е на камилата да мине низ иглени уши, отколку на богатиот да влезе во Царството Божјо. Должни сме да појасниме дека нашата вера и учењето на Светата Црква не е против богатството и против трудот кој создава благосостојба на личноста, на семејството, на црквата, допринесува на општеството и така натаму. Напротив, црквата од нас бара да се трудиме и да создаваме услови за пристоен живот. Богатството само по себе не е зло, уште помалку тоа не е грев. Нема да биде грев доколку истото правилно се користи и служи како средство за живење, за ползување, но и за правење на добри дела. А грев е само тогаш кога ќе ни постане идол и цел во нашиот живот. Во историјата на Црквата Христова, како и во Стариот Завет, така и во Новиот, имаме многубројни праведници и Божји угодници кои биле многу богати. Да се подсетиме само на царот Давид, на царот Соломон и најкласичен пример ни е праведниот Јов, кој бил многу богат со имот, со синови и ќерки, но и по Божјо допуштање се изгубил. Кога барале од него, неговата жена и неговите роднини, навреди го Бога, па умри. Тој со трпение, набожност и со почит кон Бога ќе одговори: Господ даде, Господ взеде. Нека е благословено името Господово. Заради тоа, неговата оданост кон Бога, Бог го оздравува и повторно му ги враќа имотот и челатата. Исто така, имаме и многубројни Божји угодници и во Новозаветната црква.
луѓе кои го посветиле својот живот и своето богатство на исправен начин. Тоа богатство не им било цел во нивниот живот, туку средство за одење по Христа и правење добри дела. Да си спомнеме само за светите браќа Кирил и Методи, синовите на богат војсководец од Солун, но и самите биле богати. Самиот Свети Методий бил војсководец во Византиската империја, а Светиот Кирил бил пак учен филозоф. Покрај овие два антиподи на богати и на неверници постои и уште една трета категорија за која ни зборуваше и денешното Свето Евангелие. Тоа се луѓе кои ја немаат изгубено целосно верата во Бога. Имаат обичај понекогаш и да дојдат в црква, да запалат свеќа, да ги крстат своите деца, да се венчаат, да ги испратат своите мили според црковниот обред и други религиозни обреди, да почитуваат. Такви денес има многумина, но тие се повеќе приврзани за нивните пари, слави, положби и не се подготвени од ништо да се откажат заради Христа и за верата. Тие се подготвени доколку треба да ги запазат своите позиции и од Христа и од црквата да се откажат и да постанат придружници на Јуда. Бидејќи богатството и положбата им се посветли и помили од спасението на нивната душа. Да се поучиме од ова евангелско четиво, независно од тоа колку сме богати, силни и на добра положба, да научиме и да знаеме дека вечниот и блажен живот е поскапоцен и повреден од сите овоземни трулежни богатства и слави, да се обратиме со искрена молитва кон семилостивиот Бог и кон Мајката Божја, да ни го просветлат умот и срцето, па да ја засакаме верата, но не формално, не фарисејски, туку онака како што бара од нас и нашата света црква и нејзиниот основач, нашиот Господ Исус Христос. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешного.